Прилепските спортисти бараат државата подитно да ја отвори универзална сала и да ја даде во владение на општината, за да истата стане достапна за спортистите. По серијата прилози на Инфокомпас дека двете најголеми спортски сали во Прилеп со години зјаат празни, а спортистите тренираат во несоодветни услови во училишни сали. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски излезе со став дека универзална сала со која што владее јавното претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор може веднаш да биде отворена, затоа што проблем било само една оштетена трибина која можела да се затвори додека истата се санира. Спортистите одхрабрени од овој став покренаа петиција агенцијата да биде медијатор помеѓу државата и општината за отворање на овој објект. Имаме ракометен клуб машки, имаме женски ракометен клуб, имаме кошаркарски клуб, имаме одбојкарски клуб. Значи имаме повеќе клубови, повеќе школи, но за жал немаме ни една сала. Освен двете школски сали кои што импровизираме во овие надпревари, немаме ние спортска сала. Па најмногу се соочуваме со повреди на децата, затоа што онаа подлога кај што тренираме не е соодветна за кошарка, не е соодветна за некои овие колективни спортови. Таа е тврда подлога кај што не може да се такмичи, не може соодветно да се тренира на таа подлога. Иницијативата ја поддржаа сите сегашни и поранешни прилепски спортисти, како и Сојузот на училишни спортови. И нормално ние како Сојуз училишен спорт се надеваме дека ќе ни се растеретат училишните спортски сали кои што сега во овој момент во Прилеп се преоптеретени од поголемите спортски клубови. Тоа во одреден момент нас како на училишен спорт нормално ни смета помалку. Со самите спортски настани во градов, значи се развива и економијата. Носиме и од страна други спортски надпревари, екипи и од меѓународно ниво, што значи економијата во градот ќе се подобрува. Од општината прифаќаат да ја добијат салата во владение и да ја санираат оштетената трибина. Бидејќи ако ни ја одадат, ние да располагаме, сигурно ќе стопанисува локална, мислам општината, или пак приоритет би му дали на поодговорни, сериозни клубови кои што знаат и умеат како тоа понатаму да го дадат во функција. Клучот за прилепските спортски сали сега е во владата. Дали од нејасни причини тие ќе останат и понатаму затворени или ќе ги користат спортистите, ќе покаже времето.